Почитувани гледачи на Автомагазин, добар ден. И денеска ве поздравуваме од тркачката патека Алгарве, каде што ќе се соочиме со првиот електричен Јагуар кој е наречен I-Pace. Се разбира дека во денешното издание ќе имаме и други содржини, па препорачувам да почнеме со нив, а кон крајот на емисијата ќе се вратиме тука во Португалија и да видиме што направи Јагуар со своето прво електрично возило. Патувањето на годишен одмор е радост за целото семејство. За да навистина биде така, подгответе го вашиот автомобил. Направете го тоа навреме и комплетно, за да не дозволите мали работи да ви донесат големи проблеми. Најдобро е да направите детална контрола на вашето возило. Некои работи можете сами да ги проверите, а доколку се сомневате на нешто, посетете го овластениот сервис. Пред летото сите сервиси нудат проверки по символични цени. Тоа ви овозможува да тргнете на годишен одмор со една мака помалку. Не е доволно доколку неодамна сте направиле технички преглед. Некои работи таму не се проверуваат. Ако пак тоа било пред повеќе месеци, прво на што треба да се обрати внимание се безбедносните системи на возилото. Тука нема никакви компромиси. Сопирачките и системот за управување треба да ги провери стручњак, а светлата и бришачите можете и сами. Доколку плочките на сопирачките се истрошени или блиску до тоа, веднаш заменете ги, посебно ако влечете приколка. Возењето со неа на долги надолнини значително ги оптоварува сопирачките и ако плочките немаат доволна дебелина, тие брзо ќе прегреат. Треба да знаете и дека глицеринот има рок на траење, без разлика на поминатата километража. Имено тој има својство да ја впива влагата од атмосферата, заради што со текот на времето ги губи своите карактеристики. Затоа, ако сте го замениле пред околу 2 години, сега е време повторно да го сторите тоа. Тркалата треба да се центрираат и балансираат, а пневматиците добро да се проверат. Ако треба да ги менувате, направете го тоа неколку стотина километри пред да тргнете на пат. Притисокот во нив треба да биде максималниот препорачан, колку и да ви изгледа возењето тврдо. Доколку притисокот не е на доволно ниво, тие немаат правилно да навигнуваат на патот и возилото ќе се однесува нестабилно. Плюс на тоа, инерцијалната сила при возењето со поголеми брзини ги истегнува пневматиците и тие повеќе се загреваат. Со тоа полесно се подложни на дефекти, заради што не смеете да заборавите ниту на резервното тркало. Не би сакале да дознаете дека нешто не е во ред со него откако на врелиот асфалт ќе го испразните целиот багажник. Ако тоа е со помали димензии, возете со него само до првиот вулканизерски сервис и тоа со брзина до 80 км на час или помала. Моторот може и сами да го проверите, но ние ви препорачуваме да отидете во сервис. Доколку се ближи време за замена на маслото, сторете го тоа. Долгите патувања повеќе го оптоваруваат моторот и доколку маслото е истрошено, разликувате скапи дефекти. Со него секогаш менувајте ги и филтрите, како за масло, така и оној за воздух. Фрлете поглед на маслото за сервоуправувачот и на акумулаторот, бидејќи тој знае да откаже и среде лето. Посебно бите на антифризот, бидејќи спротивно на она што мислите, тој освен од замрзнувањето штити и од прегревање. Затоа, ако неговото ниво е ниско, не е доволно само да дотурите вода. Со тоа, тој се разречува и ги губи својствата. Доколку имате понов автомобил со дизел мотор, проверете го и филтерот за цврсти честички, посебно ако возите главно во град. Постојат два суштински различни начини на негово чистење – пасивно и активно. Пасивното се случува автоматски за време на возењето, но само на подолги релации. Од таа причина, пред патување треба да се направи активно чистење на филтерот за цврсти честички. Тоа уште се вика и регенеративно, бидејќи се изведува со посебна дијагностичка програма, заради што треба да се посети овластен сервис. Доколку пак филтерот е затнат, тој направо мора да се демонтира и третира со посебен адитив за чистење, на кој му е потребно некое време да почне да делува. Накратко, овој процес може да ве остави без автомобил најмалку 1 ден. Клима уредот сигурно ќе го проверите. По правило, тој треба да се контролира на секои 2 години без оглед што ви се чини дека добро работи. Доколку откаже, бидете сигурни дека тоа ќе се случи кога надвор е најжешко. Не заборавајте да ги изчистите од
затворите за воздухот под каубата. Таму знае се и се што да се насобере, со што се спречува дотокот на свеж воздух во кабината. Проверете ја и задолжителната опрема, посебно сајлата за влечење, дигалката, комплет од клучеви, како и резервните сијалички и осигурувачи. Овие работи не се носат во возилото само затоа што прописите тоа го бараат. За крај, исчистете го добро автомобилот и исфрлете ги од него сите непотребни работи што ви останале. Синџирите за снег, на пример. Летото е период кога релаксирани од обврските можеме да си посветиме малку време за себе. Уживањето во морските широчини и нуркањето се на врвот на списокот желби на многумина. Истото важи и за браќата Ник и Гилс Инглиш, кои, како основачи на луксузниот производител на часовници Бремонт, не можеа да одолеат на предизвикот. Нивниот најнов продукт е наменет токму за овие активности. Наречен Waterman се одликува со доста впечатлив дизајн и врвна прецизност. Сино-белото кукиште е отпорно на гребење и на притисокот на водата до 500 метри длабочина. Механизмот со системот против вибрации ја следи репутацијата на издржливост на претходните модели. Ќе биде направен во лимитирана серија од 300 парчиња, а за цел електричните возила се повеќе продираат во нашето секојдневие. Полека, но сигурно, еден ден тие ќе завладеат со транспортот на планетата. На радост на сите, затоа што немаат никакви издувни гасови. Затоа и ги нарекуваме возила со нулта емисија. Но дали навистина е така? Екологистите не се согласуваат со употребата на овој термин за електричните возила. За нив нулата не е нула ако струјата што се користи за полнење на батериите мора да се произведе од јаглен, нафта или газ. За целата приказна за нулта емисија на електричните возила да има смисла, тие треба да се полнат со струја произведена од обновливи извори, вода, ветер, сонце или нешто друго. Во спротивно, единствената придобивка ќе биде тоа што место во урбаните центри, загадувањето ќе го има во близина на електричните централи. А тоа и не е така мало. Според енергетската заедница, при производство на струја од јаглен во атмосферата во просек се испуштаат повеќе од 1000 грама јагленарод диоксид за секој киловат час. Струјата произведена од мазут ја загадува атмосферата со околу 750, а онаа од природен газ со над 500 грама јагленарод диоксид за киловат час. Поголем дел од автопроизводителите не објавуваат колку струја трошат нивните електрични возила. Оние што објавуваат споменуваат некои 12 до 13 киловат часа на 100 километри. Ако струјата за нив доаѓа од јаглен, тоа значи дека тие индиректно во атмосферата ќе испуштат 120 до 130 грама јагленарод диоксид. Според ова, вистинската корист од електрификацијата на сообраќајот ќе имаат само оние земји каде доминира енергијата од обновливи извори, а токму индустријски најразвиените држави имаат најголемо производство на струја од фосилни горива. Во Америка тоа изнесува околу 70%, во Кина и Велика Британија 80%, а во Германија над 60%. Заради ова, некои земји се обидоа да го условат купувањето електрично возило со подпишување договор за набавка на струја од обновливи извори. За жал, без поголем успех. Освен што е значително поскапа, ваквата енергија ја има малку. Во светски рамки, 2/3 од електричната струја доаѓаат од фосилни горива, најмногу од јаглен. Обновливите извори, пред се хидроцентралите, учествуваат со само 20%. Останатите 13% електрична енергија се произведува во нуклеарни реактори и таа исто така важи за многу чиста во поглед на емисиите на јагленарод диоксид. Но тоа веќе е сосема друг и многу посериозен проблем.
После изненадувањето дека во Соединетите Американски држави повеќе нема да произведува автомобили, туку само пикапи и кросовери, од Форд стигна уште едно. Компанијата од овој месец започна со одгледување пчели. И тоа не било каде, туку во комплексот на својата дирекција во Дирборн. Програмата е лансирана во соработка со една непрофитна организација која се грижи за локалниот екосистем. За почеток се поставени 6 пчелни семејства, чии стандардни кошници ќе бидат заменети со иновативни кои се во подготовка. Тие беа избрани на интернет надпревар меѓу дизајнерите на Форд, кои користејќи разни материјали донесоа десетина своји предлози. Според подпредседателот на групата Ким Пител, одржливоста е повеќе од зголемување на економичноста на возилата и намалување на отпадот од производството. За него тоа значи подобрување на животната средина за сите, вклучувајќи ги и пчелите. Според екологистите, тоа е во право, бидејќи освен што се од суштинско значење за снабдувањето со храна од пчелите зависат низа локални екосистеми. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Say hello to the Peugeot 208 with active city brake, if you need it, and a reversing camera. What are you doing? Sebastian's supposed to look at the reversing camera. Forget it. No, don't even bother showing them the park assist. Not so easy after all, is it? Everyone needs a hand in the city. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, безпрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете акциската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Човек во темнина го обликува светот пред себе. Студ претворен во топлина, горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Едноставна убавина претворена во нескротлив цвер. И токму во оваа спротивност
лежи безпрекорниот вкус. Mercedes-Benz, the best or nothing. Има ли подобро место за представување на нов топ модел отколку 24-часовната трка Ле Ман? BMW го знаеше одговорот на ова прашање и го искористи тркачкиот викенд за прво јавно појавување на новата серија 8. Неа лани како концепт ја видовме на езерото Комо, на фасцинантната Конкорсо дел Елеганца Вила ди Есте манифестација и беше прашање колку од нејзините смели линии ќе бидат задржани и кај серискиот модел. Има ли подобро место за представување на нов топ модел отколку 24-часовната трка Ле Ман? BMW го знаеше одговорот на ова прашање и го искористи тркачкиот викенд за прво јавно појавување на новата серија 8. Неа лани како концепт ја видовме на езерото Комо на фасцинантната Конкорсо дел Елеганца Вила ди Есте манифестација и беше прашање колку од незините смели линии ќе бидат задржани и кај серискиот модел. Храброста сепак надвладеа и дизајнерите на BMW успеа да се изборат за својот став. Измените се благи и очекувани и цртите на купето верно се пренесени низ процесот кој често знае да ги убие основните идеи на дизајнот. Така ова купе во целиот свој сјај е отелотворение на бескомпромисната динамика и современиот луксус, што всушност се и суштинските карактеристики на сите модерни возила на BMW. Според првите коментари, BMW серија 8 дури изгледа и подобро од концептот. Некои тврдат дека е еден од најубавите модели на баварскиот производител во последно време. Одлуката дали навистина е, ќе ви оставиме вам, а ние ќе се префрлиме на механиката која е заедничка со сериите 5 и 7. Тоа значи дека во конструкцијата е употребено многу алуминиум, магнезиум или јагленородни влакна, така што тежината на најсилната верзија е задржана по 2 тона. На габаритите не е штедено. Должината на новата серија 8 изнесува 4,84, а широчината 1,9 метри. Вообичаените коментари околу просторноста на внатрешноста ќе ги изоставиме. Место нив ќе кажеме дека зафатнината на багажникот изнесува дури 420 литри. За почеток, BMW соопшти дека носителот на гамата ќе биде M850i X-Drive, верзијата за која е наменет 4,4 литарски твин турбо V8 мотор со 530 конски сили. Помаќен од досегашните агрегати, тој ќе го забрза ова купе до 100 км на час за 3,7 секунди. Типично германски, максималната брзина ограничена на 250 км на час, исто како и моделот 840D X-Drive. Колку и да звучи контра трендовите, BMW, верувајќи во својата дизел технологија, сепак се одлучи да понуди и ваква верзија на серијата 8. Во својата одбрана, баварците наведуваат дека 3-литарскиот 6-цилиндричен агрегат со 320 конски сили е способен за забрзување до 100 на час за 4,9 секунди, но и дека просечно троши околу 6 литри на 100 км. И двата мотора се спарени со 8 степен автоматски менувач, а адаптивното ослонување и управувањето на сите 4 тркала е сериско. Исто и активниот заден диференцијал, големиот централен дисплеј, мноштвото електрика и цената која ќе биде 6-цифрена. Проширувањето на баварската гама во највисокиот дел од понудата ќе продолжи со кабриолет и вистинска М верзија на серијата 8 со повеќе од 600 конски сили, а доста известно е и дека ќе биде понудена како гран купе со 4 врати. Доволување на амбициите кои досега до лидерското место во луксузниот сегмент треба да се погрижи V12 агрегатот кој се уште не е потврден. Продажбата треба да започне на есен, најдоцна до ноември.
После скоро 4 години од неговото лансирање, Mazda ги направи првите корекции на MX-5 Roadsterот. Очигледно задоволни од тогаш направеното, тие однадвор се невидливи. Главната измена е во засилувањето на дволитарскиот Skyactiv агрегат, кој сега развива 181 место 160 конски сили. Тој нив ги постигнува дури при 7500 вртежи во минута, што значително ќе го подигне нивото на адреналин. Овоа зголемување на силината е постигнато со корекции на всисниот и издувниот систем, обработена глава на моторот и нови клипови и клипници. Максималниот вртежен момент порасна малку, од 200 на 205 Нм, но затоа јапонците тврдат дека подобрената Mazda MX-5 има намалена потрошувачка на гориво. Иако бројки за нив не се споменуваат, уверливите перформанси се задржани. Исто идеалниот баланс на тежината по кој овој модел е ненадминат. Ослонувањето и управливоста се подобрени, а додадени се и нови тркала. Безбедноста е унапредена со нови електронски асистенти, а управувачот може да се подесува и по висина и подлабочина. Благо доработен е и помалиот 1,5 литарски мотор, кој понатаму нуди 130 конски сили, но со намалена потрошувачка и почисти издувни гасови. Оваа верзија на Mazda MX-5, која веќе е во продажба во Јапонија, во Европа ќе пристигне кон средината на септември. Навистина е штета што моделите на Acura ексклузивно се на располагање само на купувачите во Америка и грст други земји. Сигурни сме дека европјаните ќе се насладуваат на техничките иновации на оваа марка, посебно на оние кај новиот RDX. Иако спаѓа во компактната класа, тој навистина има со што да се пофали. За разлика од порано, кога технички беше поврзан со Honda CR-V, овој модел сега е поставен на сосема нова платформа. Освен поголемите димензии, таа располага и со напреден 4x4 погон со повеќе режими на возење. Тој дозира силината потребна на секое тркало и способен е да испрати до 70% од вртежниот момент на задната оска. Единствена моторна опција засега е дволитарскиот турбомотор со 272 конски сили во пар со 10 степена автоматика. Опременоста е надпросечна со оглед на цената од $38,000, заради што јапонците се надеваат дека без проблем ќе наоѓаат по 50,000 купувачи годишно. Ним модерниот дизајн и прецизно уредената внатрешност нема да им остават многу можности за забелешки. Ниту пак квалитетот, бидејќи фабриката на Honda во Охајо, каде се произведува, е позната по тоа. Со Нурбургринг се среќаваме уште еднаш, овој пат како дел од името на малиот тркач на Тојота. Првите две букви од неговата криптична ознака се кратенка од Gazoo Racing, а вторите две од Masters of Nürburgring. Затоа, за ова луто пиперче, се треба да биде кажано, но не е. Она што не може да се каже, треба да се доживее, бидејќи Toyota го направи за да ги поврзе своите автомобили со рели амбициите што ги има. Како поддршка за рели амбициите на Toyota, инженерите на специјално креираното оделение од 1,8 литарскиот компресорски мотор извлекоа интересна бројка од 212 конски сили. Многу за ваков мал автомобил, или точно колку треба, зависи од тоа во чии раце се наоѓа управувачот. А тој се врти неверојатно лесно, бидејќи специјалистите на Toyota со голем број технички подобрувања успеа во возилото за редовен сообраќај да спакуваат многу спортска возбуда. Тоа во внатрешноста се забележува од педалите, инструментаблата, управувачот и во шоку седиштата, налик на оние од Lexus LFA.
Надворешниот дизајн е инспириран од тркачките рели возила и треба да навести дека овој Јарис забрзува до 100 км на час за 6,3 секунди. Ниту максималната брзина ограничена на 230 км на час не е за подценување, но поважно е однесувањето на возилото во свиоци бидејќи е тешко само 1134 кг. Останувањето е покруто испуштено за 24 мм, а специјалните ZAX Performance амортизери се грижат за добра контрола. Прецизноста на испораката на силата и агилноста ја гарантира торсен самоблокирачкиот диференцијал и 17-инчните BBS тркала со пневматици Bridgestone потенца. Преддимензионираните сопирачки имаат 4 клипни клешти, а системот за ладење на моторот е превземен од V6 моделите на Toyota. Се на се, овој Јарис е автомобил кој идејно се надминува самиот себе си. Производството на овој респектабилен врел хеджбек, кој сензационално фасцинира, е ограничено на само 600 примероци, од кои 400 се наменети за Европа по цена од 30.000 евра. Од Нурбургринг ние отпатувавме за Португалија, а возилата што ги возевме беа испратени за Хокенхајм. Легендарниот Нордшлајфе мораше да биде ослободен бидејќи Шкода имаше закажано соборување на рекорд. Категоријата беше малку чудна. За спортско корисно возило со 7 седишта, но сепак рекорд си е рекорд. Него го постигна Занибе Шмиц, која се смета за специјалист за зелениот пекол. Таа, освен што е единствена жена која има освоено победа на 24-часовната трка на оваа патека, на неа има извозено околу 30.000 круга. И возилото беше чудно. Големиот Кодиак, зад чија ВРС ознака се крие дволитарски дизел со 2 турбокомпресора, 240 конски сили и 500 Нм. Во комбинација со DSG менувачи погон на сите тркала, тој го помина 21 километарскиот круг за нешто помалку од 9 минути и 30 секунди. Со овој мудар потек, Шкода на најкомплицираната патека во светот успешно ги демонстрираше перформансите на семејниот кросовер. Овој модел на Шкода својата премиера ќе ја има есенва на салонот на автомобилите во Париз. Ќе биде достапен во верзии со 5 и 7 седишта по цена која се очекува да се движи од 46.000 евра па нагоре. Неофицијално до 100 км на час забрзува за 6,5 секунди. Аеродинамичниот пакет дополнет со црна маска, црвени сопирачки клешти и спортски издувен систем ќе го разликуваат од обичните верзии на Кодиак. Исто и модификуваното ослонување и дотераниот интериер со спортски седишта и управувач. Шкода во моментов има само еден RS модел во понудата. Тоа е Октавија во седан и караванска изведба. Добро дојдовте назад во Португалија на патеката Портимао. Тука првично ќе го возиме I-Pace, возило кое е прво во портфолиото на англиската грабливка со електромотор, исклучиво делува и работи на струја. Има 2 електромотори на предната и на задната оска кои испорачуваат 400 конски сили и 696 Нм. Овие параметри веќе ви кажуваат што може да се очекува од ова спортско корисно возило. Инаку, предизвикот Јагуар го прифати бидејќи се поголем дел од пазарот го освојуваат електричните автомобили, но и спортско корисните возила, па затоа оваа синергија е направена за да ги исполни очекувањата на купувачите и на светскиот пазар. Ние се наоѓаме на вистинско место за да се проба едно спортско корисно возило кој има извонредно ниско тежиште и има предно подпирање инспирирано, да не кажам, ископирано од спортското купе F-Type.
Но пред да го возиме iPace да разбереме како тој функционира. Пред се, на предната оска има електромотор. Тој е првиот електромотор кој произведува половина од силата. На целиот под од каросеријата се сместени батериите. На задната оска, може би ова нема да го видите, но тука се наоѓа и вториот мотор. Нивната синергија во работењето ги ја испорачува силата. Батериите може да се наполнат на брзо полнење за 40 минути до 80% од нивниот капацитет, но со обичен полнач кој иде со автомобилот, полнењето до полн капацитет би траело некаде околу 10 до 12 часови. iPace ќе дојде на пазарот за неколку месеци кога ќе стане и комерцијален модел, но и овие предпродукцијски модели што денеска ќе ги возиме во потполност ги исполнуваат сите услови и сите барања за електричните возила. Кога се запознава автомобил на тркачка патека, тогаш ви е јасно дека марката сака да ги стави во преден план неговите возни својства. Тоа го налега педигрето на марката, која во текот на долгите децении на своето постоење се наметна како производител на луксузни возила со ултимативни спортски својства. Од тој пат не отстапува ниту кога промовира електрично спортско корисно возило. Jaguar I-Pace е направен за безкомпромисни возни својства. Долгото меѓуоскино растојание од неполни 3 метри во комбинација со ниското тежиште добиени со поставување на батериите во подот на каросеријата и користењето на актуелниот инженеринг на подпирање и управување направија комбинација која дава чисто задоволство во возењето. На патеката справувањето со свиоците, забрзувањето и сопирањето се ништо поразлични отколку со било кое спортско возило. Единствената разлика е звукот. При забрзувањето изразено е зуењето наместо грамогласното врескање на цилиндрите, управувањето е прецизно, а подпирањето идентично како кај лимузина. Во секое време возачот е во интеракција со подпирањето и добива јасни информации за однесувањето на каросеријата. 2 тони тешката конструкција е агилна, произведувајќи манири на спортски ориентирано возило. Во ниту еден свиок не почувствував преголемо оптоварување на механичките склопови, што резултираше со релаксиран престој во кабината. Како што видовте во претходните снимки, Jaguar I-Pace се однесува на тркачка патека баш онака како што се очекува да се однесува еден Jaguar. Ова електрично возило, благодарение на ниското тежиште и поставеноста на батериите по целиот под, дава можност за поагресивно возење и за подобро припивање на тркалата на асфалтот. Но, што се случува со Jaguar I-Pace кога се вози на нормален пат? Звукот на тишината е насекаде околу нас. Се слушаат само пневматиците кои газат на асфалтот, а инаку за другите звукови во кабината нема што да се дискутира. Едноставно тука е тивко и пријатно место за престој. Внатрешното уредување на I-Pace е на висина на задачата. Бидејќи е електрично возило, тоа автоматски се класифицира како технолошки напредно. Поради тоа, во кабината доминираат 3 дисплеи, еден пред возачот и 2 поставени на централната конзола. Тие се со правоаголнеста форма и ги осликуваат сите параметри на автомобилот. Централната конзола е домаќин на манипулаторите за клима уредот. Овалните лизгашки прекинувачи доколку се притиснат го контролираат греењето на седиштата, а во спротивно температурата на кабината. На долниот дел се поставени едноставните манипулатори за менувачот и за преддефинираните режими на возење, преку кои може да се подесува висината на растојанието од подлогата. Престојот во кабината го подобрува високото ниво на завршна обработка. Целата внатрешност е обложена со кожа, на располагање висококвалитетен аудиосистем и се подсетува на возило од иднината.
Тенката форма на седиштата дава чувство на просторност во кабината. Поради тенкиот профил, седењето е тврдо, но во ниту еден случај не може да се квалификува како неудобно. Со еден збор кажано, токму она што го очекувавме од Јагуар. Jaguar I-Pace е спортско корисно возило по вокација, па затоа ќе се симнеме и од асфалтот за да ги почувствуваме и да ги тестираме неговите можности на возење на земјен пат. Домакините ни подготвија една рута, па да видиме како оваа англиска грабливка ќе се однесува вон асфалтот на Португалија. Иако возачите на спортско корисни возила скоро никогаш не се симнуваат од асфалтот, домакините се погрижија да не ги демонстрираат теренските предиспозиции на најновиот Јагуар. Конструиран да може непречено да помине вода длабока 50 см, I-Pace, иако е електрично возило, покажува дека тоа не е причина да ги занемари теренските квалитети. Целата теренска маршрута беше во должина од 10 км и на неа беа опфатени сите можни сценарија во кои би можеле да се најдете со I-Pace. Подесувањето на висината на каросеријата, автоматската брзина на качување и спуштање на возилото и компјутерски нагледуваната дистрибуција на силата и вртежниот момент на двата електромотори, теренското искуство го прават да биде еднакво на она на асфалтот. Единствената задача на возачот е да го одржува правецот на движењето. По завршувањето на неасфалтираниот дел на возењето се вративме на асфалтот. На офроуд Jaguar I-Pace се однесува зрело. Третото спортско корисно возило на оваа марка нема никакви недостатоци во однос на теренското возење, бидејќи и не се очекува од неа многу да биде на теренот. Но сепак конструкторите направија и дадоа се од себе за да ги задоволат и евентуалните излети во на асфалтните предели. Како што видовте на нашите снимки, однесувањето е повеќе од задоволително и многу сум сигурен дека ниту еден собственик на Jaguar I-Pace нема намерно да оди на вакви теренски предизвици за да види неговото возило што може да направи. Се симнуваме од теренот и се враќаме на асфалтот. Тука е природното живеалиште на оваа британска грабливка. Поради ниското тежиште, благодарение на батериите кои се на подот, маневарските способности се многу добри. Но Jaguar I-Pace носи уште една важна порака за себе, а тоа е дека британската марка успеа да ги претрка германското трио, односно Audi, BMW и Mercedes и прв на пазарот исфрли електрично возило од групата на премиум производителите. Jaguar ќе мора да продолжи со овој курс, бидејќи не е доволно во денешното портфолио на една ваква марка да се има само електрично возило. Како што ни рекоа и најавија домакините до 2020-та, скоро сите модели на Jaguar ќе бидат не само електрифицирани, туку ќе има и модели кои ќе бидат и хибридни возила. Со тоа Jaguar ќе покаже дека многу се грижи за мајката земја. Покрај модата, производителите се ориентирани да заработат големи пари, а со електричните возила се заработува најмногу, бидејќи технологијата која е одредена за производство на електрично возило и за негово функционирање не е нова. Напротив, таа е стара колку и струјата.
Jaguar I-Pace ќе чини некаде во основната верзија околу 80.000 евра, а во First Edition, како што го возиме сега, во кое има и од пиле млеко, чини некаде околу 114.000 евра. Како што реков, технологијата не е нова, но модата ги диктира и цената и правецот на развој. Jaguar I-Pace далеко од тоа дека е просечен автомобил. Напротив, тој ги носи сите атрибути што ги има Jaguar. Спортско возење се наметнува во својата средина и тешко е да останете незабележителен со ова возило. Но сепак, за да го поседувате би требало да одвоите 80.000 евра. Дали тоа вреди или не, оставам на вас да одлучите. Но ако ме прашувате мене, мислам дека овие возила би требало да бидат поевтини. Не затоа што не се опремени, не затоа што не изгледаат добро, туку затоа што технологијата на производство на електрично возило не е скапа и е прилично едноставна за изработка. Најскапо во електричните возила се батериите, кои коштаат многу и тие можеби ја диктираат цената на овие возила. Сепак, Jaguar I-Pace е возило кое изобилува не само со добар изглед, туку и со добра опременост. Со него секогаш ќе бидете во центарот на вниманието и во центарот на интересот. Со прилогот од Португалија и возењето на Jaguar I-Pace го завршуваме ова издание на Автомагазин и воедно ја заокружуваме 22-та сезона на емисијата. Во изминатите 40 епизоди пропатувавме многу. Седнавме за да управувачите на повеќе од 40 нови автомобили, ви подготвивме извештаи од 10 саеми од светско значење и тоа поради вас, почитувани гледачи, со цел да бидете информирани за новите светски автомобилски трендови. Од името на екипата на Автомагазин ви посакувам убаво да ги поминете летните месеци. Нашата повторна средба на екраните со премиерни емисии ќе биде во септември, кога ќе ја започнеме новата 23-та сезона. Нашиот сајт www.automagazin.com.mk ви е секогаш на располагање и за него нема одмор. Таму ќе најдете секојдневно нови содржини. Срдечен поздрав!